Враќање во училница, настава онлайн или комбинација од двете. Секоја сојузна држава, па дури и општините имаат различен пристап кон почетокот на новата учебна година. Председателот притиска за враќање на класичната настава. Доналд Трамп изјави дека доколку гувернерите не го направат тоа, парите од буџетот за образование треба додат ке родителите за тие да може да ги испратат своите деца во училиште по нивен избор. We must follow the science and get students safely back to school while protecting children, teachers, staff, and family. We have to remember that there's another side to this. Keeping them out of school and keeping work closed is causing death also. Economic harm, but causing death for different reasons, but death. Од друга страна, синдикатот на учителите во САД, кој застапува 1,7 милиони вработени во школскиот систем, соопшти дека ќе поддржи штрајк на секое локално училиште кое ќе се спротивстави на мерка која предвидува отворање за редовна настава. Федералната влада законски не може да им наложи на сојузните држави како да постапат, па дури и дел од општините имаат ингеренции самите да ја донесат одлуката. Едни прават подготовки за отворање на училиштата, други преминуваат целосно онлайн. Има и такви како општината Ферфакс во Вирџинија, кои им нудат избор на родителите: комбинирани предавања во училница со онлайн настава или пак целосно преку интернет. Мишел и Џона Голдшлаг се решиле за домашно образование на нивниот 9-годишен син, а 11-годишната ќерка да оди 2 дена на училиште, а 3 дена да посетува настава онлайн. Main factor there was that she really draws a lot of energy from her classmates, and she's very close with a lot of her classmates, and she really just, I think it would have crushed her to not be able to see any of them. Маријам Ајромуло, мајка на 2 деца, сака и синот и ќерката да останат дома. I worry about what to do with my parents who are in their 70s and 80s. Овде и наставниците може да одлучат дали да предаваат во училница или онлайн. Ингер Моран на почетокот сакала да се врати на работа, но потоа почнала да се предомислува. I got really more nervous because I imagined going into the classroom and I imagined children not wearing the mask all the time, taking it off, and that I would have a chance of getting the disease. And then I thought about the other people in the building who might be at higher risk, the school bus drivers, the custodians. На само 100 километри одовде во истата сојузна држава Вирџинија има сосема поинакви правила. Целосно враќање кон класичната настава. The southwestern corner of the state, other very rural areas where there hasn't been the level of infection that we've seen in more populated areas. Оние држави и општини кои се одлучија за отворање на училиштата подготвуваат нови правила кои предвидуваат носење заштитни маски, поедок во училница наместо во кафетерија и ограничување на контактните игри и спортови. Во Соединетите држави има над 55 милиони ученици во основните и во средните училишта. За Алфа, од Гласот на Америка, Никола Крстик во Вашингтон.